Жената која предизвика восхит во целиот свет ја нема, но тука се нејзините дела да сведочат дека некогаш одамна живеела една скромна калуѓерка со срце големо колку целиот свет. Најголемата болест на Западот денеска не е туберкулозата или лепрата, туку осаменоста, да бидеш одбиен. Ние можеме да ги излечиме физичките болести со медицината, но единствениот лек за осаменоста, очајот и безнадежноста е љубовта. Но каде почнува приказната на мајка Тереза? Илјада 1910-та, годината кога се раѓа Агнеса Гонџа, најмладата од трите деца на Никола и Дрона Бојаджиу. Куќата во која растела Гонџа била на влезот на денешниот градски трговски центар. Беше голема дрвена врата и на незе имаше клампало за да се чука, место звоно, тогаш немаше звоно, него се чукаше на него и ќе се влезе во дворот. Во дворот имаше бунар за вода, кај што вадевме вода, имаше дрвени скали и чардак и после тоа од лева страна беа собите, имаше една стара смоква во дворот и кај што и оделот кај што се бањавме. Тука имаше одел еден што се грееше вода и тука беше тоа купатилото што се бања. Доаѓавте ли често? Па ние двете фамилии бевме многу блиско. Тогаш памтам као деца немало искачања лево-десно, него они ќе дојдат кај нас, мајка Тереза и овие ќе дојдат кај нив и така се менјаше секој ден, едни кај други. Се идело на чај, се играло карти, домино се играло тогаш, се читало. Најповеќето се молеле, дека потекнуваме од многу побожна фамилија, така да поготово мајка Тереза во душата и бил Исус од родувањето, што се вика, од мала, па све до голема и затоа и ја терало нешто, да остави све, да остави целото богатство што го има и ова и да отиде без сознание, не знаејќи каде иде поготово за Даблин, па тоа со бродови, после иде за Индија, не знае каде иде, така да тоа е само од Господ викната. Татко и Никола починал и бил погребан на католичките гробишта во Скопје, кога Агнеса Гонџа имала само 7 години. Тоа било и пресвртницата на животните насоки на семејството. Мајка Тереза има добрината примено од мајка ѝ. Мајка ѝ била многу добра и влеела у душата. Затоа што кога дојде еднаш, ни расправаше, вика, бев мала и имале голема куќа, биле богати, и кога праеле со казани праеле храна. И сега ги гледам луѓево доаѓаат, одат, тука влага, и ја прашувам, вика, мајка ми, мамо, кои се бе овие луѓе? И она, некои мои далечни роднини. Не сакала да каже дека се сиромаси, да не ги повреди во душата, него некои мои далечни роднини. И тоа ни го кажа кога дојде овдека. Ние не го знаеме тоа. Така да добрината она примила, уште она. Она како млада имала пари да студирала, имала пари кај што сака да искочи надвор. Татко е бил градонамесник на град Скопје. Бил многу богат. Пред тоа првиот театар во Скопје што е направен, тоа го направил татко и Никола Колја. Го направил тој театар со своји пари.
кога умрел Никола, и тие што знаеле и тие што не знаеле ги затвориле дуќаните во почит, во чест за него. Така да е голема е од корење историјата на милосрдието и добротата на мајка Тереза. Мојата мајка и мајка Тереза се братучетки, први братучетки. Така да баба ми и татко и на мајка Тереза, брат и сестра, многу блиски. Така. Многу блиски. Така да овие што ги имам овдека, јас сум и правен наследник на тапиите на мајка, единствен правен наследник на тапиите на мајка Тереза. Ова е, малце доле држите за да може да види камерата. Ова е тапијата која е напишана во Тирана 47 година. Братот на мајка Тереза заминува да студира во Албанија, бидејќи овдека се затворил факултетот. И оди тамо, мајката на мајка Тереза и сестрата одат да го посетат во Албанија. Да ви ја кажам врската, нема врска ништо со Албанија, него се случува чудни работи, што 47 година Енвер Хоџа ги затвара границите, а они беа тогаш кај својот брат, својот син, мајката да го посети во Албанија, Енвер Хоџа ги затвара границите и они остануваат таму. Братот на мајка Тереза разочаран, војни пилот, зима авион и емигрира во Италија и станува тамо емигрант и останува и тамо умира. Мајката на мајка Тереза се разболува и сестрата и пишуваат тестамент и го даваат на дедо ми. На овој тука. На дедо ми. И му... Еден од сликата? Да. Кој е дедо? Сликата овдека, овој. Така. Тука. И му ја дава оваја тапија и му вика, ви ја оставам куќата, во наследство можете да продавате, да издавате, под кирија да давате, што сакате останува. И таа 48 година се конфискува. И одземена. И до ден денеска не е вратена. Ова е од крст, имаше два крста, фамилиарни, исти вака. Ова беше нашиот, а она незиниот го зема и пред да оди за Даблин го стаи тука и до смрт не го извади. И до смрт не го извади. Навечер го вадела само, молела и спиела со него. И пак Сабајле кој ќе стане, ќе го баци и ќе го стави тука и ќе си продолжи. И е покопана во Индија со него. Со тој. Така. Фотографијата ова е сликана во Индија. Во Индија. И така да ова е пратен од Индија и дојде на овдека, кога дојде она два пати, дојде во Скопје. Јас прв пат бев мал и сега ја очекуваме цела фамилија дома, дојде да не посети во домот. Очекував некоја она беше толку прв пат ја гледам, ситничка мала жена, боса со едни сандалчиња, имаше едно ранче, и во ранчето унутра имаше маичка една и нови сандали. И ја викам, абе, ноне ја викавме, ноне, викам, зашто ги носиш овие сандалчиња скинати, а нови се у ранчето? Она се насмеа и сите се насмеа тука и ме погали, ме баци у главата и ми вика, синко, мојот пат колку е долг, ја треба да одам. И стварно и беше долг патот. Така да, бевме многу радосни. Вториот пат кога дојде тука, Која година беше? Вториот пат дојде 79-та при крајот. Беше почесен граѓанин овдека во град Скопје, во нејзина чест 3 бора се посадени пред куќата. Целиот дел тоа се не вика латинези, латини. И она секогаш викаше, јас сум југословенка. Ја прашува, која си, што си, како си, едно друго. И она не сакаше да ги, она стално ги заобиколуваше. И кога дојде, ја праша новинарите уште на аеродром, она им рече, јас сум југословенка и југословенка ќе умра.
тоа беа незините зборови. Делата ги знаеме на мајка Тереза од одењето, уште првото одење во Ирска, од Ирска за Индија, доваѓањето тамо, тешкиот живот, почињање на животот тамо бил многу тежок, затоа што не била прифатена од многу вери биле тамо. И ни кажуваше преко писма дека имало сики, секти, овие што биле сите, и не ја признавале, чак што више и колку пати вика бев каменувана, но ништо не е, вика, за мене, јас сум храбра. Идеше на улицата да ги собира најсиромашните, и кога сватија во Индија кој е таа жена и зашто што работи, тогаш почна побогатите и овие другите да даваат пари за да се прави храна, за да може да ги храни овие, и во меѓувремено она го основува најголемиот ред на сестрите на милосрдието. Mother Teresa made her home right in the middle of Calcutta, and in 1950 she founded her own order, the Missionaries of Charity. Она многу малце спиела. 2-3 сата максимум спиела. Цело време била во размислување, цело време била во читање, цело време многу се молела. Многу се молела. Затоа и ја сакал папата и Рим. И ја сакале многу сите, затоа што стварно се молела многу. Се молела за сите. Вика, се молам за вас, се молам за бискупите, се молам за папата, за сите се молам. Бидете милосливи, бидете дарежливи. Честа е голема као внук за мајка, но одговорноста е уште поголема. Чудото прво беше кога влезе во кругот на лепрозните. Тамо кој ќе влезе, тешко излага, затоа што се заразува. Тој целиот круг ни кажа дека е целиот круг бил со вар направено за она и немало пристап, со жица било. Но кога виделе пред да искочи, кога виделе дека у болница дека ништо на незе не се прифаќа, и тогаш почнале веќе мислите, сумњите да видат дека е некое чудо од жена. Затоа. Второ, после тоа чудото било во Бразил на едно детенце кое имало тумор на мозокот. Со молбите, големите молби, почиња детево да заздравува, и чудењето на докторите, почнуваат и докторите да се чудат што се случува со тоа, така да веќе почнаа чудата да се откриваат за мајка Тереза. Ова е мое дело. Ова всушност не е слика, изгледа као слика.
Ова е чин на пресвета миса. Ова е светата книга. Ова е мајка Тереза, го држи калежот. Во калежот има хостија и ние кога се причестуваме, ја добиваме таа хостија во уста и го добиваме Исус. Сакав да му кажам на папата дека се мислев цело време што, затоа што папата има многу поклони. Претходно му подарив една филигранска табакера и мајка Тереза. И сега се мислев многу долго време што да, реков ова повеќе ќе го израдува него ли било што све. Ова е виното, кај што е. И на крај му викам на папата God bless you, Господ нека те благослови. Така. Кажавте дека е ваше дело. Да. И овдека сум го напишал написот. Од кого е? Од внукот на мајка Тереза. Датумот, Скопје, да се сеќава кога дошол во Скопје, затоа што мајка Тереза му беше исто голема љубемица и многу го сакаше. А она па многу се молеше. И он се моли и за нејзе горе, како светица. Omnipotent Deus, Pater, Filhos, Espíritos Santos. Auge superfamulos tuos gratia quando visti, ut qui ab omnibus sunt purgati peccatis, nullis priventur tua pietate promissis. Where does this love begin? In our own family. Каде почнува оваа љубов? Во нашето сопствено семејство, во нашиот сопствен дом. Како почнува? Со молење сите заедно. Семејството кое се моли заедно, останува заедно. И ако останете заедно, ќе се сакате еден со друг, како што Господ ве сака секој од вас. As God loves each one of you. Господине Алоис, се наоѓаме во спомен куќата на мајка Тереза. Како што спомнавте, голем дел од фотографиите низ просторијава се токму подарок, ваш подарок за спомен куќата. Ви будат ли некакви сеќавања? Може ли да направиме една обиколка и да ни... Може да, тоа драго се сеќавам на овие фотографии. Ова е стара фотографија после секоја миса. Позади црквата имаше бискупија, кај што свеченикот, кај што се живееше, пресоблекуваше за литургија. И по скалите, секогаш после мисата, имаше состанок на младите и ни преповедава, ни зборува како треба да се понашаме, како треба да бидеме добри, тоа едно друго. Али ова е во прастаро време, кога била во мајка Тереза. После тоа, исто е во тука. А после тоа, да. А после тоа, и јас сум тука идел во тоа. После земјотресот се струши и така остана.
Ова е Нобеловата награда. Тоа е добиена овдека. Ова е во комбито на мајка Тереза, која го имала скромното комби што можела да ги собира по улица ова. Имала од покојната Деана добиено Rolls Royce. Она го продава него и уложува парите, ги уложува во самостани кај што ќе ги чува децата и частните сестри да продолжат да бидат. Good morning, Mother Teresa. I'm a journalist from Bombay, sir. Кога ја примаше Нобеловата награда за мир, мајка Тереза изјави: "Не сум достојна." Мала по раст, голема во верата, на мајка Тереза ја доверена мисијата на ширење на Божјата љубов кон човештвото, посебно за најсиромашните. Pope Francis officially canonized Mother Teresa on Sunday in an elaborate ceremony in St. Peter's Square. Канонизацијата е можност да се угледаме на хероината на христијанството и извонреден пример на христијанскиот живот, објави Ватикан. Никогаш нема да заборавам едно мало дете, хинду момче на 4 години. Тоа некаде слушнало: мајка Тереза нема шеќерче за своите деца. Отишло дома кај своите родители и им рекло: 3 дена нема да јадам шеќер, ќе го подарам на мајка Тереза. По 3 дена неговите родители мораа да го доведат кај мене, кога ми подари мала чашка со шеќер. Колку многу го сакав ова мало дете. Тоа сакаше до болка. Не заборавајте дека на овој свет постојат многу деца, многу жени, многу мажи, кои го немаат она што го имате вие. И мислете на тоа да ги сакате и нив, додека не почне да боли. Good morning, Mother Teresa. I'm a journalist from Bombay, sir.